Дојдоа за да ги видат 6 нови JLTV борбени возила кои се дел од поголемата набавка на ваква опрема од САД, но повеќе зборуваа за судските реформи и какви тие треба да бидат. Посетата на касарната во Штип се претвори во пресконференција на премиерот и американската амбасадорка за едно од клучните прашања во земјава – правосудството. Јас сум за тоа веднаш да се случат судските реформи. И веднаш судството да суди и да донесе правда. Да нема рейтинг 2%. Кога јас би имал, ќе повторам 100 пати, сум казал 2% рейтинг, ќе си заминам од политиката. А тие наместо да заминат и наместо одговорност, тие грчевито се борат за фотелите. Јас сум подготвен да разговарам за секој за секоја реформа која што ќе понудат. Со амбасадорот Клир имаме исклучително квалитетна комуникација и на оваа тема. И апсолутно стојам на ставот дека треба нешто да се направи. Ние тоа го знаеме. Ние овој модел го знаеме, кој што го предложили. Подготвени сме да разговараме и да слушнеме и друг модел. Но не можеме повеќе, како генерација, да живееме во држава во која на ушка политички мокници им седат на обвинители и во која правосудниот систем има доверба кај граѓаните од 2%. Не сакаат луѓето да живеат во таква држава. Затоа си одат. Она за што тој се залага е реформата, меѓу другото, да опфати распуштање на судскиот и советот на јавни обвинители, нешто што сериозно ја загрижува меѓународната заедница и беше јасно наведено во минатонеделниот извештај на Европската комисија за владењето на правото во Македонија. Американската амбасадорка изјави дека се потребни реформи, но при тоа потенцираше да се внимава какви чекори се преземаат. Секоја реформа, вклучувајќи го и судскиот совет или воопшто за судството, треба внимателно да се презема. Постои патокос од Европската унија за ова прашање и ние сме тука за да помогнеме во процесот. Заклучокот е, дали се потребни реформи во судството? Да, апсолутно се потребни. Независното судство и обвинителство се клучни во борбата против корупцијата, која пак е приоритет барем декларативно на сите изминати влади, но и на американската администрација, која како алатка има така наречената црна листа. Така наречената црна листа е нешто што нашите закони го бараат. Станува збор за динамична листа која постојано трпи промени. Има многу имиња кои може да се изберат. Во моментот неколкумина се разгледуваат од Вашингтон. Се следи ситуацијата. За жал, немам точен датум кога таа црна листа ќе биде ажурирана, но тоа постојано се прави. Изминатата 2023 на црната листа се најдоа неколку високо профилирани личности, како екс-вице-премиерот Кочо Андјушев, бизнисмените Орце Камчев и Сергеј Самсоненко, струшкиот градоначалник Рамис Мерко. Сите тие завршија на овој список поради вмешаност во корупција. Вашингтон, преку својата амбасадорка, денеска ја повтори пораката. Никој не е над законот и секој треба да сноси одговорност за она што го има направено. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.